Настапува под псевдонимот Бугимен и е диџејот кој активно ја презентира македонската хип-хоп сцена преку клупските и фестивалски настапи кај нас и надвор. Важи за еден од ретките парти диџејс во Македонија, кој вистински знае да ја почувствува и да ја раздвижи публиката, а тоа го прави и секој четврток преку своите сетови. Здраво, Бугимен, денеска на твоја журка сме тука. Зошто четвртокот е толку посебен кога е хип-хоп културата во прашање? Четвртокот ни остана како единствен избор за да направиме нешто посериозно во градот. Ова иницијатива трае 2 години и мислам дека убаво се уклопивме и дека поручуваме еден различен четврток во сите останати градот. Често пушташ музика и надвор од Македонија. Ако треба да ми направиш некаква споредба, ќе кажам дека е неблагодарно, меѓутоа, каков е ноќниот живот во Македонија генерално и во Скопје? Ние сме многу урбани, многу тренди, многу андерграунд и многу мејнстрим. Значи сите комбинации ги имаш на едно место и многу е тешко да се задоволи све тоа во една вечер, така да е многу тешко да се направи добра журка во Македонија, бидејќи ни се измешани вкусовите, а од една страна имаме луѓе што навистина се разбират и во мода и во музика, а имаме и заталкани луѓе, али и сите тие се една публика која сите мора да задоволиме, така да е тешко, али е задоволствен. Патувам доста, а највеќе сакам тука да успеам. Секој сет е различна приказна која во четвртоците ја дели заедно со Тонизен веќе 2 години наназад. 2 години си заедно со Тонизен, како дојде до соработка? Со Тони се знаеме од старо мало, веќе 20 години можда, така да ја го познам Тони уште пред да направи голема кариера. Се најдовме на некоја заедничка фреквенција уште пред 3-4 години и ова што го правиме чисто задоволство, ништо повеќе. Прашавме и како се прави добра журка, што им пуштаат на скопјани и дали тие знаат да се забавуваат и да танцуваат цела вечер. Ова приказна не сме само ја и Тони, ја, Тони и Мартин. Мартин ни се приклучи оваа година. Шетаме музички, генерацијски не сме ограничени, значи од 70 до 2019, од сол, R&B, хип-хоп, фанк, не знам, поп, се тоа е една приказна во наша убава манџа. И за крај, знаат ли скопјани да танцуваат? И да се забавуваат? Знаат и ако останете тука да снимите, ќе се уверите, а тие што доаѓаат секој четврток, знаат дека после се и на крај Скопје конечно доби една убава резиденција, кај што луѓето може да се опишат и да играат. Фала ти, Бугимен, имај убава вечер.